Почитувани гледачи, добро вечер. Вест на денот е секако доделувањето на големата награда во рамките на големата акција за разоружување, што последниве неколку месеци течеше во нашата држава. Ние во студиото го имаме нашиот гостин, кој и покрај тоа што имаше право на тотална дискреција и анонимност, реши да се појави пред македонската јавност и македонската јавност да дознае кој е всушност добитникот на овој автомобил во оваа голема акција за разоружување. Добро вечер, уште еднаш ви честитам на наградата. Како се чувствувате? Да ти кажувам, ке пукнем од среќа. Мислим, маква чувство не сум можел никогаш да го осетивам друг пат. Рековме дека ова имавте право на тотална дискреција, вие се решивте да се појавите во јавност. Како се одлучивте на тој потек? Се решивме затоа што на некој начин сум сите сме на некој начин јавен работник и у јавно предпријатие. Кога тогаш некој ќе ме види со колата, ќе рече, и зашто да се крием, нити сме да се стидиме нешто тука, нити сме го украле колата, најрегуларно сме го добиле на наградна игра што беше за разоружување. Мислим, нема зашто да се стидиме, мене ми е на тоа гордост поише и зашто кога е човек среќен да не го подели со сите. Мене сакам да се заблагодарим. Во секој случај храбар потек, јас ви честитам на потекот. Не, јас сум храбар довек бил, али не ова нешто среќа, чисто. А дали сте задоволни од наградата? Ама јас сум презадоволни сме. Да не искочиме нескромно, мислим, ние сме многу скромни и како фамилија и како земја не знаат. Али ја ќе бев сосема задоволен и да ми паднеше и бицикла и некој компјутерски систем исто. Може, меѓутоа ова што ми се десуваше сега, мислам, ова джекпот е. Джекпот. Ова да можеш да му го препоручим на секој да му го пожелуваш. Господине добитник, што ве мотивира за учество во оваа акција? Под А, вашата доблест, Б, вашата свест или В, вашата решителност? Тешко прашање, мислим, стварно, како се решивме на некој начин беше тешко, стварно, и читавме по тоа реклами, билборд и што се на улицива и на реклама. Гледаме човеци да врлаја пари на тоа, мислим, а масовност некоја немаше. И викам дома баш му викам, слушај, овде нема да има многу, имам големи шанси да го добием ние, пошто ја сум голем азардарин. Знаеш како азардирам и у казино кога идем на свели ништо. Или джа, или никогаш нема да го. И му викам да малиот, му го земав да пиштолот на малиот, постари модел, го ставивме и си викаме сега ако тоа е, што да него биваш. Затоа што на крајштата јеве, мислим, среќата ги прати и храбри и све. И на крајава ништо не сме изгубиле. А сега као вредност го споредиме тој стари модел со ова најново, ова мислим нема ја кога и да сега да му писнам да го продадам, можам да купим и бомба и калашникови пар комада, мислим нема, не се мери тоа за тоа. Значи стварно имало среќа и ова и среќата го прати, така да можеме само да препоручиме да го играат ова наградна игра за разонатување што е. Ништо чудно пак да учествувам, да кажеме. Нека ме знае јавност. Мада два пати Господ може да ова, али берегат врза, не бе тоа. Добро, јас уште еднаш ќе ви честитам на наградата и како сметате сега, како ќе ја прославите наградата? Како ќе прославиме? Сега ќе идеме ќе го прославиме во кругот на селото, тамо мало пригода све и можем само да ви препоручувам на сите да се учествува во наградна игра за разонатување, затоа што мислим, стварно никогаш не се знае. Нема намештајка, нема све регулара. Ете, почитувани гледачи, тоа беше нашиот гостин. Ние сега продолжуваме со нашата програма. Продолжите да не следите и да го следите нашиот гостин. Благодарам. И честитам уште еднаш.
Го добивме колата, бе. Го добивме, бе. Го добивме колата, бе.